Колешке Сафие, оваа влада не одредува коалициони партнери по квалитет и по компетенции на луѓето, туку по бизнис афинитети на следниве кандидати, и нема идеологија во оваа влада, ниту во реконструкцијава предложена, ниту во своето постоење, ниту во своето действување. Затоа нема проекти, ама има афери и скандали. И ништо од овие факти не ги сменивте ниту вие, како алтернатива до сега во владата, ниту ќе ги смени Алијанса која што ќе влезе во владата. И знаете како? Во политика нема емоции, туку интереси. И некогаш е подобро да направиш чекор назад во политиката, а да го сочуваш достоинството и образот. Нешто што го нема во овие квази политичари, кариеристи и клиентелисти. Како што не се водеа по критериуми кои ги разрешуваат министрите и замениците министри, исто така не се водат по критериуми никога предлагаат. Токму затоа владата на СДСМ дуи досега алтернатива, а од сега и Алијанса, која се прокламираше како најевропска, го живее најголемиот парадокс до сега. А тоа е зголемување енормно на евроскептицизмот. Замислете, најевропска влада, највисок, најголем евроскептицизам. И оваа влада е всушност пациент на апарати кој одвои преживува. Пред една година го спасивте вие, а оваа година го спасува Алијанса. И знаете како кажал народот: кога со ѓаволот ќе се фатиш наоро, немој да мислиш дека ти ќе ја одбереш музиката. Знаете како во политиката клиентелизмот скапо се наплаќа. Она што не го решивте вие сега, ниту ќе го реши Алијанса. Ама клиентелизмот ќе ви се удри од глава на избори. Партии кои што одлучивте да си се распаднете сами од себе заради вашиот клиентелизам и популизам. Сега ви укажувавме на вас како алтернатива, укажуваме сега на Алијанса, а потоа следи да ги гледаме последиците од вашиот клиентелизам во политиката.